Добро вечер. Во последното издание на Дневникот за денес ќе гледате: Кумановци имаат едно сакано место, но треба да има повеќе содржини и поголема граѓанска свест. Трета лидерска средба без конкретен договор. Нова средба најавена за следната недела. Прва историска посета на српски премиер на Албанија. Атлетскиот клуб Куманово во 2015 година според постигнатите резултати ги оправда очекувањата. Дневникот е во 20 часот. Гледајте не по рекламите. Велат, трескавец го одзема с диво два пати. Првиот пат сигурно ќе останете без див, без разлика дали речиси 2 часа се искачувате по стрмната планинарска патека, а вториот пат, кога веќе сте се искачиле до манастирот, на надморска височина од 1280 метри, ќе ве остави без див погледот од кај Макчелан преку Баба и Пелистер, па се до Бабуна со Солунска глава. Не можеме, а да не го споменеме монументалниот лав, кој спокојно и илјадници години го наблюдува секое ново изгресунце. Првиот христијански храм на ова култно место се датира некаде околу 5-тиот и 6-тиот век. Известно е дека најголемиот дел од денес видливата архитектура на црквата потекнува најмалку од крајот на 12-тиот и почетокот на 13-тиот век. Двокрилната врата, поставена на западниот влез, изработена во 16-тиот век, представува врвен дострел на познатата Прилепско-Слепчанска копаничарска школа. Најстариот живопис што ги покриват зидовите и страничните оддели се поврзува со даренијата на кралот Стефан Душа. Низ вратата низ која хронисаниот цар излегува од црква, ниеден друг не смее да помине. Затоа оваа врата е зазидана. Царот Стефан Душа, кој во манастирот дошол како освојувач, станал еден од неговите најголеми ктитори. Фреските на сводовите и зидовите се насликани во 90-тите години на 15-тиот век. Некогаш на таа целина и припаѓале и фреските од олтарниот дел, но со неговото повторно градење, денес тој дел го покриваат фрески од 16-тиот век. Манастирската црква во својата основа има облик на еднокорабна градба, но по неколку фази на градењето низ вековите, денес таа добила невообичаен изглед. Јордан Хаджи Константинов Джинот забележал едно предание. Имено, султанијата Кала Мара била една од жените на турскиот султан Мурат II. По неговата смрт, на пат кон својот вилает Мариово, султанијата застанала во манастирот за да се причести. Владиката во манастирот не ги отворил манастирските порти и забранил да и се даде причест на султанијата, која живеела во брак со некрстениот султан. Тој чин многу ја разгневил Кала Мара, така што и наредила на своите 500 војници да го срушат манастирот и да ги заколат сите 300 монаси. Од крвта на калугерите се создала огромна ламја. 100 години поминале кога силен гром ја отепал ламјата и го ослободил манастирот. Платото под Златоврв, како и неговата непосредна околина, изобилуваат со сведоштва за човечко присуство уште од давнина. Надписите на мермерните споменици упатуваат на постоење на населба со име Колобаиса, како и незнабожечки храм посветен на Аполон и Артемида. Со цел да го заштитат манастирот од честите громови, уште во давнешни времења монасите поставиле златно јаболко на највисоката точка на манастирот на врвот Златоврв. И на крајот уште еднаш, тоа е трескавец, откраднат од минатото за да ја сведочи вечност. Трескавец и денес обстојува во слава на она која е почесна од херувимите и неспоредливо пославна од серафимите.
мајката на нашиот Бог, нашата поборница и војводка, Пресвета Богородица. Четири звездички за квалитетна услуга, пријатен амбиент, незаборавен престој и прекрасен поглед. Располага со 118 соби, 2 конвенционални сали, 3 барови и базен. Направете го вашиот престој незаборавен. Ваш хотел Гранит. Помалку грејење во зима. И посвежо налето. Сигурно, квалитетно и еколошко. И секако, многу поевтино. А тоа значи повеќе пари за сите нас. Мајстори, време за ручек! Фасадни системи од Кофикс. Подобро за сите нас. Македонија вработува. Се бориме за секое работно место. 20.000 нови работни места за една година. Доколку сте работодавач од приватниот сектор и доколку вработите невработено лице до 35 години возраст, кое што е невработено во последните 3 месеци, работодавачот ќе биде ослободен од плаќање на давачките за тоа лице, за здравствено осигурување, за пензиско и инвалидско осигурување, за стаж на осигурување кој се смета со зголемено траење, за осигурување во случај на невработеност, како и за персонален данок на доход. Ослободувањето ќе биде во траење од 3 години од денот на вработувањето, при што работодавачот е должен да го задржи лицето уште една година по истекот на периодот за кој што е ослободен од плаќање придонеси и персонален данок на доход. Доколку работодавачот вработи невработено лице на возраст од 35 до 50 години, кое во последните 15 години, најмалку 10 години било невработено и најмалку 3 месеци пред вработувањето немало заснован на работен однос, работодавачот ќе биде ослободен од плаќање на придонеси за тоа лице, за здравствено осигурување, за пензиско и инвалидско осигурување, за стаж на осигурување кој се смета со зголемено траење и за осигурување во случај на невработеност. Ослободувањето ќе биде во траење од 5 години од денот на вработувањето, при што работодавачот е должен да го задржи лицето уште една година по истекот на периодот во кој што е ослободен од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување. Доколку работодавачот вработи невработено лице на возраст над 50 години, ќе биде ослободен од плаќање на придонесите од задолжително социјално осигурување, како и во претходната група. Ослободувањето ќе биде во траење од 5 години од денот на вработувањето, без понатамошна обврска за работодавачот. Доколку работодавачот вработи невработено лице над 58 години, кое во последните 2 години е невработено, ќе биде ослободен од плаќање на придонесите од задолжително социјално осигурување, како и во претходните 2 групи. Ослободувањето ќе биде се до исполнувањето на условите за стекнување на правото на старосна пензија на тоа лице. Повеќе информации на веб страниците www.avrm.gov.mk и www.mtsp.gov.mk. Вклучете се. Бидете дел од проектот Македонија вработува. Присостои. Бомба! 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 Запознаја својата земја како што ја знаат другите. Истражија Македонија. Македонија вреди. Овој преубав храм се наоѓа во село Петралица, Кривопаланечко, во местноста викана Кутлев крст. Кој ќе го прочита ова писмо да каже: слава ти Господи, слава ти, слава на небесата, за здравје и спасение на сите. Овој светол и чесен храм, посветен на Пресвета Тројца, со милоста Божја се создаде и се заврши во месец мај 2015 лето Господово, со трудот и издатоците на ктиторите, сите со потекло и корен од овој преубав крај. Браќа и сестри, повелете заедно да му молитвиме на Бога.
Добро вечер, тредневник на К3. Градскиот ке е единственото место каде граѓаните на Куманово може да се сокријат од градскиот метеж и да се релаксираат во прекрасниот парк, уреден со зеленило и цветиња. Кејот покрај Кумановка во попладневните часови ги собира сите генерации, од најмалите до пензионерите. Кумановци со предлог дека треба да има повеќе содржини на кејот, да се доизгради се до Проевце и апелираат на повисока свест кај граѓаните. Местото кое во попладневните часови ги собира сите кумановци, од најмалите до највозрасните е градскиот кеј. По долгите бекатонски стази секојдневно се шетаат они кои сакаат да испечашат, тинеџерите возат ролерки, а покрај кејот незаменлива слика си оние кои уживаат во возење на велосипед. Без конкуренција, кејот е создаден да може на неколку часа граѓаните да избегаат од градската гужва и да уживаат во прекрасното зеленило, дрвореди и цветиња. Но сепак кумановци сметаат дека целосен погодок би било доколку се доизгради целиот кеј и се врзе со Проевце. Помладите пак покрај постоечките терени за мал фудбал и тенис бараат повеќе спортски содржини, со терени за кошарка и одбојка. Ги користиме спортски терени, често тука имаме некои тренинзи како за трчање, за кондиција во летен период. Треба ли да има нешто повеќе за млади овде на кеј? Треба да има повеќе некои игралиште плюс и да е за кошарка, за фудбал и да е почисто, да е посредено. Слушајте, кејот е добар, уреден е. Само штета што не е продолжија до вруќу воду, бар еден наш граѓанин кад се шета да може да отиде до наше тој прекинат е еве куде и тој иначе друго е добар. Реката треба да се очисти. Си возам ролери со братовчијат ми и сестра ми. И како е убаво? Да. Чистота и зеленило редовно го одржува кејот, но не е доволно да се справи со несовесните граѓани кои ги скршиле клупите и постојано фрлаат отпадоци на сите страни. Граѓаните предлагаат да има редарска служба и казни за несовесните. Не успеа да ги заштитат. Овие светла беа сите добри поставени, затоа што ја тука во близина живеам, поставени добро клупите поставени, али хулиганите ги искршија. Што да ви кажам? Градските власти тука треба да дојдат до изражај, али... Супер е, да го прошетаме мале. Како е овде на кеј? Средено ли е? Ви одговара ли? Па не се најбезбедни како што може да бидат, добри се. Клупите? Зеленилото? Клупите треба да ги чуваме ние повеќе и треба да се одржуваат, не? Ветер кад ќе дуне, да те угуши да не можеш. Некња липсан добитак, фрлен туја. Смрди патруја. Говеда у центар се не чува, што не е дозволено. Тој едну кокошку не смееш да чуваш, али ово е жалосно. Ете, тој ни највише загадуе. Па јас мислам дека генерално градскиот кеј е репрезент на градот, местото убаво изгледа, меѓутоа треба да се одржува повеќе, да не се дозволи да има искршени клупи, почесто да се реновираат, да се менуваат, затоа што навистина има тука фреквенција на луѓе. Што се однесува до зеленилото, ви се допаѓа? Ми се допаѓа зеленилото, да. Се одржува, се наводнува, се коси тревата редовно, задоволна сум. Градскиот кеј во Куманово години наназад беше депонија, но со проект на локалната самоуправа и странски донации беше изграден во 2006 година, при што беше извршена и реконструкција на коритото на Кумановка. Генерално добро поминала преработувачката индустрија на зеленчук во Куманово, иако примарното производство претрпе штети изминатата година. Од Кумановската фарма вела дека полека се подготвуваат за престојната сезона и дека годинава ќе пробаат нови сорти кои потоа како преработени ќе се најдат на Кумановската, но и на македонскиот пазар како што се туршијата и зелката. Генерално добро поминала конзервната индустрија во Куманово за изминатата сезона, велат представниците од индустријата од Кумановско. Годината била послаба во однос на примарното земјоделско производство, поради неповолните временски влијанија. Сепак она што е произведено и што е преработено, е продадено. Порастот на домашниот пазар пред се произлегува од зголемените потреби на потрошувачите за зеленчук и промените на навиките на населението, но и од навлегувањето на синџури за трговија на мало во Македонија. Со преработката, со конзервирање на зеленчук, тоа завршивме добро, затоа што имавме помали приноси, квалитетот беше добар и така да имаме добра година, генерално. Во житарица води до кај 150 тони, додека имаме и градинарско производство. Од тоа имаме само црвена пиперка продадено околу 100 тони
во преработувачки капацитети, а кај нас целото производство што преработуваме од наше производство и тука имаме некоја количина околу 100 тони. Од кумановската фирма за примерна земјоделско производство и преработка вела дека најбитно за пазарот е добриот квалитет на понудените производи. Арсич додава дека сепак неможноста да се постигне посакуваната и потребната количина на производство го ограничува пазарот на домашно ниво. Само здружени земјоделците можат да освојуваат поголеми пазари. Да кажеме за Македонија атрактивно е источниот пазар Русија. Таму за да настапиме мора генерално земено може цела козерната индустрија да се собере воедно и да настапи како еден производ. Кога ќе се направи споредба, за Арсич подобри услови за работа има во примарното производство, кое е и покрај ризиците и поисплатливо. Практиката на фирмата на овој бизнисмен покажува и поголема бројка на вработени во примарната дејност, а помала во преработувачката. Потешки услови се, значи козерната индустрија е потешка, преработката, затоа што примерното производство зависиш од надворешно влијание, но сепак имаш ризици, ама има и поголема добивка, додека во козерното тука имаме значи нелојална конкуренција и многу мали се маржите за работа. На ниво на државава преработувачките капацитети произведуваат околу 45.000 тони преработки годишно, со што ги искористуваат само 35% од капацитетите. Македонија располага со одлична клима и услови за развој на примерно земјоделство, а со тоа и на преработувачката индустрија. Незагадена почва, добри вештини и специјализирана производствена традиција се предностите на кои треба да се потпира македонската преработувачка индустрија. Немањето уредна канализациона мрежа во Романовци, село кое се наоѓа на само 15 на минути од градот, е проблем за кој години наназад не се наоѓа решение. Тамошните жители велат дека каналот е постојана опасност од болести и зарази, особено во летниот период. И покрај нивните барања овој проблем да се реши истиот тапка во место од година в година. Немањето уредна канализациона мрежа не е тематика за која треба да се разговара и на 21 век, но сепак жителите од Романовци со овој проблем живеат долги години наназад. Отворен канал низ кој протекуваат фекали, неподнослива миризба особено во летниот период. Ова е сликата која е секојдневие на тамошното местно население. Иако досега поднесувале многу барања и било ветувано дека проблемот ќе се реши, сепак останале само ветувања за кои жителите се надеваат дека еден ден ќе бидат исполнети. Надлежните велат дека проектот постои, дека моментално пари нема. Сепак се гледа дека проблемот е очигледен, отворена канализација, опасност од разни болести, се знае, отворена канализација тоа е бактерии. Канализацијата е код катастрофата. Летно време, у 12 ноќе, знаеш кога смрди, па преку ден да не збориме. Немаме некоја инфраструктура тука за да ни се направи каналот да не тече вака вода. Еве цело зимо снегови, киши, цело време дождови, водата дури на асфалт тече цело време. И овој асфалт што ни го направија ќе ни го сруши водата, ништо не направиме. Цело време ни обеќаат пред гласање за каналот, ќе се прави. До надлежни институции апелираме да некако смогнат сили да се направи овој канал. Председателот на местната заедница Орхан Ахмети вели дека поранешниот состав на местната заедница и овој што функционира сега имаат поднесено барање до општината за да се реши проблемот, но оттаму добили одговор дека проект за изградба постои, но финансиски средства нема поради блокада на сметката. Овој проблем е долго време, а поранешна местна заедница има потражено од општина Куманово и сега имаме потражено од општина Куманово, они викаат дека блокирано ни е сметка, средства су у Министерство за транспорт и врски, блокирани су, проект има, све има, само да се почне да се работи. Па проектот е околу 7 милиона евра до река Вардар да се истера. Ова вода доаѓа и од Љубидраг и од поли, што се цети, атмосферска вода. А истовремено и фекална вода е пуштена од селјани, преку 50%. Луѓе нема јаме, нема куде да го терави, пушта го на канал. Местното население се надева дека подобри времиња ќе дојдат и за нив и дека во најбрз период надлежните институции ќе вложат напори за да се реши овој децениски проблем.
Со електронските тестови за полагање на возачки испит се зголемува бројот на прашањата и комбинациите, се минимизира можноста за манипулација и злоупотреба на системот, се скратува времето за објавување на резултатите и се засилува контролата над работата на испитните центри. Практичното полагање се одвива со видеонадзор, така што шансите за злоупотреба и пропуштање на кандидатите се еднакви на нула, информираат од испитниот центар на североисточниот регион Топ Драйвер. Во испитниот центар Топ Драйвер и лиценциран за североисточниот регион во Куманово повеќе од една година со видеоследење се полага возачкиот испит. Полагањето на теоретскиот дел е преку електронски тестови. Со тоа не само што квалитетно се зголемува бројот на прашањата и комбинациите, туку се намалува и можноста еден тест да се повтори. Наместо предходните 20 комбинации на печатените тестови, со новиот систем се добиваат над 80 милиони комбинации, информираат од Топ Драйвер. Имаше манипулации, препишувања, не знам што, со разноразни методи користеа луѓето, бубици, телефони, што ти не, значи ние со таа работа бевме многу успешни на откривање на такви кандидати од страна на комисијата. Сега електронскиот начин на полагање е многу поквалитетен, многу подобар. Значи, веднаш по тестирање на кандидат што ќе се тестира, самиот компјутер, самиот систем ти дава и резултати. Со измените и дополнувањата на правилникот за начинот на негово спроведување поставени се камери во возила со кои кандидатите го полагаат практичниот дел од испитот. Новина се и новите оценувачки листи кои ги користи комисија при полагањето на првиот и вториот практичен дел. Воведена е една оценувачка листа за сите категории. Полесно е сега, да, мислам дека е сега полесно. Само сега имаме промени, стават камери, значи што полага кандидатот, се снима. Тоа за случај ако за некоја контрола или например ако кандидатот не се сложи со комисијата. Знам што ме чека и мислам дека нема да биде тешко. Сега знаеш електронско е полагање? Да. Тешки ли се прашањата, ги учиш ли? Па не се тешки, баш се лесни. Ми ги објаснија таму во автошкола и ги научив, баре ја мислам така. Тешки ли се вежби? До некаде. Не многу тешки. А тестови полагаш ли? Да. Како беа тестови? Добро, све нула. Што се однесува до можноста за полагање на возачки испит за малолетници со навршени 16 години, од испитниот центар вела дека интересот е многу мал, затоа што треба повеќе документи и родителите чекаат нивните деца да наполнат 18, па тогаш да полагаат. Интересот кај нив е многу слаб во Куманово. Дали малку повеќе размислуваат родителите за своите најмили, своите деца дека се млади. Сепак тоа е млада популација. До сега, од кога стапи законот на сила, е многу мала бројката на тоа, дали да кажеме 5-6 души, па и нека се и 10. На веб страницата на испитниот центар еднаш или два пати неделно се објавуваат резултатите на сите кандидати кои полагале возачки испит, без разлика дали положиле или не. Оттаму додаваат дека неделно се изведуваат по 60 полагања со една комисија, а формирани се две, така што во просек се спроведуваат над 300 полагања месечно во регионот. Денеска во просториите на МАК Петрол во Куманово успешно беше спроведена крводарителска акција. Крв даруваа вработените од компанијата, но и други граѓани кои на дело ја покажаа својата хуманост. Вработените во МАК Петрол Куманово на дело ја покажаа својата хуманост дарувајќи крв. Интересот за акцијата беше доста голем, па поради тие причини како што истакнаа организаторите, се собра солидна залиха на црвената тештос. Па ние секоја година имаме организирано крводарителска акција, тоа 2 пати годишно. По 25 мај, 11 ден на Куманово, така што ова не е 8 крводарителска акција. Како е интересот? Има ли заинтересирани? Имаме заинтересирани, само од МАК Петрол доаѓаат и од други организации, Водовод, Евана, така да и ние идеме кај нив да врвуваме крв. Значи тоа е една хумана акција што на секој може денеска да му потреба крв, дали за операција, дали за било што нешто.
Денеска вработените од Мак Петрол даруваат крв, инаку вработените од Мак Петрол 3 пати годишно даруваат крв. И еве и денеска одзивот е доста добар. Акцијата започна во 9 часот, досега имаме дарувано околу 30 крвни единици и очекуваме да собереме 30 до 40 крвни единици. Инаку освен вработени и граѓаните од град Куманово кои има слушнато за ова крводарителска акција, се одзваа, ја покажаа својата хуманост и дојдаа да даруваат крв за да спасат нечи живот. Инаку за информација на оние кои што не се крводарители, а кои што сакаат да бидат крводарители, крв може да даруваат сите здрави луѓе со старост од 18 до 65 годишна возраст. Крводарувањето не е штетно по здравје, дарувајќи крв, тие ја обновуваат својата крв, а воедно и спасуваат нечи живот, така да е убаво да се дарува крв и нема ништо поубаво од чувството да даруваш крв и да спасиш нечи живот. Генерално, какви се вашите проценки? Има ли во Куманово интерес за дарување крв? Мислам дека Куманово од година во година, не мислам, него и тврдам од нашите статистички податоци, дека Куманово од година во година крводарителството е на повисоко ниво, имаме се повеќе на годишно ниво, имаме се повеќе соберено крвни единици, та секако тука и голема благодарност и до вас медиумите кои што ги пратите сите наши крводарителски акции, ги известувате граѓаните. Секој што дарува крв најпрво им прави бенефит за своето здравје, а воедно помага на животно загрозените на кои им е потребна крвта. На Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје се одржа републички надпревар по наноматеријали на кои учествуваат 20 на екипи. Од сите пријавени, учениците од Средното општинско училиште гимназијата Гоце Делчев го освоија првото место. Во состав на екипата беа Исидора Димитриевска и Теодора Младеновска под менторство на професорот по физика Костадин Димитриевски. Ученички од гимназијата Гоце Делчев освоја прво место на републички надпревар по наноматеријали. Надпреварот се одржал на 8 мај на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје, а учествувале 20 екипи. Исидора Димитриевска и Теодора Младеновска под менторство на професор по физика Костадин Димитриевски го освоиле првото место со темата примена на наносребро. Нашата тема што ја избравме за овој проект беше наносребро. Работевме конкретно првин за наносреброто истражувавме, а потоа дадовме лично видување за наносребро и каде може да го примениме. Повеќе обрнавме внимание на примена на наносребро во прехранбената индустрија, затоа што сметаме дека таму не е доволно развиена, а има голема примена. Изработивме колачи со наносребро, исто така и торта и освежителен напиток, а и меревме pH вредност на млекото за да докажеме дека со додаток на наносребро ќе се зголеми рокот на употреба. Професорот Димитриевски вели дека ова не е прво надпреварување на кое учениците под негово менторство освојуваат први места. Континуирано гимназијата се здобива со државни награди од областа на физиката и технологијата. Значи, овие надпревари си постои календар. Постојано ние ги пратиме тие календари и според тие календари, значи прво општински, па регионален, па државен за предметот физика, а нанотехнологија, значи кога ќе истече конкурсот, учениците си избираат тема, избираат ментор и како такви се пријавуваат, значи некаде се тоа започнува од месец јануари па завршува со месец мај. Надпреварот се организира под покровителство на Министерството за образование, а е спроведен од страна на Технолошко-металуршкиот факултет од Скопје. Во рамки на проектот за меѓуетничка интеграција во образованието, Основното општинско училиште Илинден од Крива Паланка беше домаќин на учениците и наставниците од подрачното училиште Симче Настевски од село Јажинце, општина Јагуновце. На средбата беа реализирани низа едукативно-креативни активности преку кои децата од мали нозе се учат на меѓусебно почитување и другарување, порачаа одговорните.
Со низа едукативно-креативни активности учениците од Кривопаланичкото основно училиште Илинден и учениците од подрачното училиште Симче Настевски од Тетовското село Јагуновце од албанска етничка припадност остварија заедничка средба во рамки на проектот за меѓуетничка интеграција во образованието. Ваквата средба следеше по посетата на кривопаланичките ученици заедно со своите ментори во училиштето во Јажинце, а соработката меѓу двете установи ќе продолжи во иднина, велат одговорните. Проектот за меѓуетничка интеграција вклучено е нашето училиште, пак како едно од партнерите училишта ни училиштето Илинден од Крива Паланка. Заедно со него до сега имавме многу активности. Ова е еден дел од активностите кои што и така понатаму ќе следи проектот. Значи имаме донесено ученици, 15 ученици кои што се вклучени во активности во 3 групи. Едната група е по информатика, едната е по ликовно и мислам дека едната група е по музичко или творештво. Голема чест и задоволство е тоа што соработуваме со Основното училиште Симче Настевски, бидејќи представува еден ранг како нашето училиште и верувам дека нема да застанеме оваа година со соработката. Едноставно ќе продолжиме со исто темпо и наредните години. Во Основното училиште Илинден учениците во мешан етнички состав реализираа мултимедијална презентација на тема за наечиството во родниот крај. Потоа заеднички приготвуваа здрава храна, а беше уреден и влезниот зид на училиштето со мотивот мултиетничко оро. Освен активностите кога се состануваат, тие комуницираат и соработуваат и онлайн, односно преку социјалните мрежи. Целта на проектните активности е да се запознае културата, традицијата, јазикот и обичаите на поразличните во средината, велат стручните лица од психолошко-педагошката служба на двете училишта. Ние навистина на 2 пати бевме во месец ноември и во месец март. Се дружевме со учениците од подрачното училиште во село Јажинце и тоа остави силен впечаток и големи импресии кај нашите ученици, така да таа соработка продолжува преку социјалните мрежи и навистина со една голема радост ја очекува оваа повторна средба. Ова е многу важно, бидејќи ние како мултиетничко општество, битно е нашите ученици уште од најмали, уште од основно образование, да ги учиме да живеат во една мултиетничка средина. Другарувањето и почитувањето не познаваат бариери во однос на етничката различност, а ваквите средби се можност за проширување на видиците за другите под ова небо и остварување на нови сврсти пријателства, беше порачано на средбата. Инспекцијскиот совет го усвои предлог правилникот за полагање испити и во теке подготовката на прашањата. Инспекторите и сите оние кои сакаат да бидат инспектори ќе треба до јули следната година да полагаат испит со што ќе се стекнат со 6 годишна лиценца за работа. Инспекторите кои имаат привремени лиценци и секој кој што сака да полага за инспектор ќе може да се пријави со барање до инспекцијскиот совет и преку електронскиот систем да полага за инспектор, изјави денеска директорот на инспекцијскиот совет Ванчо Каргов. Согласно законот за инспекцијски закон, сите кои до 1 јули 2014 година биле распоредени на работно место инспектор се стекнале со привремена лиценца. Меѓутоа до јули следната година сите кои имаат привремени лиценци и сите оние кои сака да бидат инспектори ќе мора да положат испит за инспектор. Со тоа ќе се стекнат со 6 годишна лиценца. Оние пак што нема да го положат испитот нема да добијат привремена лиценца и може да им престане и работниот однос, појасни Каргов. Новина е и тоа што инспекторите ќе се оценуваат на годишно ниво, што е основа за евентуално нивно наградување или губење на работното место. На денешната јавна седница, инспекцијскиот совет расправа по 12 представки поднесени против 13 инспектори, од кои 4 трудови од Струмица, Тетово, Ресен и Скопје, 2 за заштита и спасување, 4 за храна и 1 инспектор од Државниот просветен инспекторат. Третата лидерска средба во клубот на претениците заврши без конкретен договор. На заедничка маса седнаа лидерите на 4 најголеми политички партии – Груевски, Заев, Ахмети и Тачи. Лидерите нова средба најавија веќе за наредната недела.
Состанокот на лидерите на 4 најголеми политички партии во земјава заврши без конкретен договор. Премиерот Никола Груевски, кој дојде во клубот на пратеници во друштво со министерот за надворешни работи Никола Поповски и лидерот на СДСМ Зоран Заев, кој првпат на средбите дојде со својата заменичка Радмила Шекеринска, наместо со Рената Десковска, која учествуваше на претходните 2 средби, ги информирале лидерите на албанските партии Али Ахмети и Мендук Тачи за минато неделните 10-часовни разговори во Страсбур. По завршувањето на средбата, Илија Димовски од ВМРО ДПМН истакна дека на денешната средба воглавном се случи брифирање, односно информирање на председателите на ДУИ и на ДПА за разговорите во Страсбур и беше договорена следната средба да се одржи во ваков формат на почеток на следната недела. На денешната средба, на која како наблюдувачи присуствува амбасадорите на САД и на Европската унија, Джес Бейли и Иво Орав, Груевски и Заев ги информирале Ахмети и Тачи за разговорите во Страсбур, во кои посредува европратениците Иво Вајгл, Едвард Кукан, Ричард Ховит и еврокомесарот Јоханес Хан. Љупчо Андоновски е избран на местото на Сашо Мијалков за прв човек на Управата за безбедност и контраразузнавање. Мијалков беше досегашен директор откако си поднесе оставка заедно со министерката за внатрешни работи Јанкуловска. На денешната седница владата на Република Македонија именуваше нови директори на Бирото за јавна безбедност и на Управата за безбедност и контраразузнавање. За директор на Управата за безбедност и контраразузнавање именуван Љупчо Андоновски, досегашен началник на Оделот за безбедност и контраразузнавање во Скопје. Тој доаѓа на местото на досегашниот прв човек на УБК Сашо Мијалков. За директор на Бирото за јавна безбедност пак на местото на Митко Чавков е именуван Горанче Савевски, досегашен началник на централните полициски служби. Од пресслужбата на владата соопштија дека Горанче Савевски и Љупчо Андоновски имаат завршено високо образование на Факултетот за безбедност и дека и двајцата имаат големо професионално работно искуство во Министерството за внатрешни работи. Именувањето нови директори на Управата за безбедност и контраразузнавање и Бирото за јавна безбедност доаѓа по оставката на Мијалков и по именувањето на Чавков за нов министер за внатрешни работи, откако и Гордана Јанкуловска даде оставка од министерската функција. Камерон и Јункер разговараа за Европската унија и за новите британско-европски односи. Прва историска посета на српски премиер на Албанија. Страшно невреме во САД, вести од светот. Британскиот премиер Дейвид Камерон и председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер разговараа во резиденцијата во Чекерс, што се наоѓа надвор од Лондон, за реформирањето на ЕУ, како и за намерата на Велика Британија да обезбеди нови преговори за британско-европските односи. Камерон го известил својот гостин дека британците не се задоволни со сегашниот статус кво во ЕУ, додека Јункер рекол дека настојува да се изнајде фер договор за Велика Британија. Според портпаролот во Даунинг Стрит, разговорите на британскиот премиер и председателот на Европската комисија биле насочени кон изнаоѓање решение за сите овие состојби. Двајцата политичари се согласиле дека се потребни натамошни разговори во кои би требало да се вклучат и лидерите на другите земји членки на Европската унија. Синоќешната средба во Чекерс представува вовет во вонеделните средби на Камерон со лидерите на Данска, Холандија, Франција, Полска и Германија, во кои ќе ги информира своите соговорници за британската решеност за реформирање на ЕУ со менување на некои од европските спогодби и за обезбедување нов договор на Лондон со Брисел, а целиот тој процес би завршил со организирање референдум во Британија за останување или за напуштање на Унијата. Британскиот премиер сака да се сретне со сите лидери од другите земји членки на Европската унија пред јунскиот самит на Унијата. На прагот на посетата на српскиот премиер Александар Вучич на Албанија, неговиот домаќин албанскиот премиер Еди Рама изјави дека неговата земја посакува унапредување на соработката со Србија и заедно да постигнат напредок на патот кон мирот и интеграцијата во Европската унија. Рама нагласува дека ова е прва посета на српски премиер на Албанија. Предходно Вучич за агенцијата Анадолија изјавил дека како премиер остварува прва официјална посета на оваа земја во рамките на градењето добри односи за економски развој. Двајцата премиери ќе имаат одвоена средба, потоа ќе се сретнат и со делегациите на двете земји, пошто Рама и Вучич ќе имаат заедничка пресконференција. За време на дводневниот престој во Тирана 27 и 28 мај, Вучич се очекува да се сретне и со други албански високи функционери, меѓу кои и градоначалникот на Тирана и лидер на опозицијските демократи Љуљ Зумбаша.
Најмалку 3 лица ги загубиле своите животи во невремето проследено со пороен дожд кој ги погодило јужните американски држави Оклахома и Тексас. По поплавите кои настанале по обилните дождови, 2 лица настрадале во Оклахома, а едно во местото Сан Маркос во Тексас. Тексас го зафатиле торнадо, дожд, големо невреме и поплави, поради што била извршена евакуација, неколку илјадници луѓе останале без струја. Во делови на Тексас паднале 25 сантиметри дожд во период од 24 часа, а дожд бил најавен и за наредниот период. Во централен Тексас уништени биле неколку стотици куќи. Гувернерот на Американската сојузна држава Тексас, Грег Абот, вчера прогласил катастрофална состојба во 24 области, наведувајќи дека во невремето загинале најмалку 2 лица. Атлетскиот клуб Куманово во 2015 година според постигнатите резултати ги оправда очекувањата. За време на викендот во Скопје на државното првенство, младите атлетичари на Куманово потврдија дека се неприкосновени во својата конкуренција, повторно остварувајќи одлични резултати. Атлетичарите на Куманово оваа година импонираат со своите резултати. Иако со скромни финансиски средства, екипата не се предава и на секој народно надпреварување постигнува уште подобри резултати. Најновите успеси се случија за време на викендот во Скопје на државното првенство, каде потврдија дека се екипа за почит. Филипе, очигледно нема крај на овие успеси на атлетскиот клуб Куманово во оваа година. Нов успешен резултат на ова државно првенство за пионери и пионерки. Што се случи таму? Државното првенство за пионери и пионерки на Република Македонија се одржа во сабота во Скопје, значи на арена Филип II, и нашата генерација што е сега пионерска, значи 2000-2001, и лани остваруваше победи, најголеми успеси, сега едноставно беше очекувано да бидеме најуспешен клуб, но ги надминавме сите очекувања и направивме можеби најголем успех до сега на едно поединечно првенство, освојување на најголем број на медали. Покрај тоа израдува и многу добри резултати, но едноставно поголемиот број од дисциплини, не само што имам освојувачи на медали, туку победникот беше од нашиот клуб. Тоа се случи на 100-300 метри, 4 пати 100 во машки во женска категорија, скок во височина во машка, скок во далечина во женска категорија, фрлање диск, машки и женска категорија и бројни освојувачи на медали, на сребрени и бронзови медали во истите дисциплини. Значи не се откажувате од овие успешни резултати, меѓутоа мора да ве прашам каква е состојбата со финансиите? Па ова генерација едноставно е можеби просперитетната сега во Македонија од сите и беше не логички да се остави тука на сред пат без да го покаже својот голем збор, што може да биде многу поголем успех и надвор од границите на Македонија. Се разбира дека е тешко со оглед на финансиите, бидејќи допрва престојат едноставно трошоци за нив и се трудиме. Учествував на дисциплините на 100, 200, на 100 и на 400 метри и на 4 пати 100 метри и освоив во сите 3 први места. Каква беше конкуренцијата? Па немаше многу конкуренција барем во мојата дисциплина и не представуваше проблем за да освојам медали. Атлетичарите на Куманово до крајот на годината, како што ни рекува, ќе ни придадат уште нови радости. Според она што досега го остварија, нема сомневање дека дадениот збор ќе го оправдаат. Ракометарите на Вардар го склопуваат тимот за наредната сезона во која имаат големи амбиции. Најновата аквизиција е одличниот шпански бек Хорхе Македа, кој игра на бековската позиција и треба значително да придонесе за квалитетот на играта на македонскиот шампион. Шпанскиот ракометен ас Хорхе Македа потпиша договор со македонскиот шампион до 2018 година, информираат од Вардар. Според зборовите на спортскиот директор на Вардар Дејан Стојановски, Македа е еден од најдобрите светски бекови и со неговото ангажирање Вардар прави респектибилен состав за наредната сезона. 27 годишниот Македа доаѓа во Вардар од екипата на Нант, каде настапуваше во изминатите 3 сезони. Воедно Македа е четвртото засилување на вардаци по Манасков, Деревен и Марсенич. Во секој случај со постоечкиот играчки потенцијал и најновите засилувања, Вардар е подготвен повторно да ни приреди радост во Лигата на шампиони.
Од меѓународната сцена за денеска издвоивме. Екипата на Хјустон забележа победа над Голден Стейт од 128-115 и намали на 3-1 во финалната серија на Западната конференција. Некогашниот фудбалски ас Диего Марадона со остри критики за работата на актуелниот председател на ФИФА Сеп Блатер. Екипата на Хјустон забележа победа 128-115 и намали на 3-1 во финалната серија во Источната конференција. Уште на почетокот рокетци успеа да победат со 20 кошеви и навестија дека цврсто се решени да забележат победа. Овој напревар беше мощно ефикасен, а неколку поединци блескаа во ноќешниот дуел. Кошаркарот на Хјустон Харден имаше незаборавна ноќ, оставајќи ги без див присутните во салата. При тоа реализираше 45 поени, 9 скокови и 5 асистенции. Несебишна помош во победата му пружи и Џорџ Смит со 20 кошеви. Во поразениот Голден Стейт единствено задоволија Томпсон со 24 и Кари со 23 поени. Со ова победа Хјустон ќе се обиде да се врати во серијата и да направи пресврт. Ноќеска екипата на Кливленд ја има првата меч топка против Атланта, против која има водство 3-0. Легендарниот фудбалски ас Диего Армандо Марадона го обвини председателот на Меѓународната фудбалска федерација Сеп Блатер дека е доживотен диктатор. Имаме доживотен диктатор на чело на ФИФА, изјавил Марадона во интервјуто за англискиот Дели Телеграф и истакнал дека ФИФА под водство на Блатер станала срам и беда за сите кои го сакаат фудбалот. Со овие зборови Марадона навестува дека ќе се бори против новиот избор на Блатер на чело на ФИФА. Во трката за прв човек на оваа организација останаа двајца кандидати, сегашниот председател Сеп Блатер и јорданскиот крал Али бин Али Хусеин, ако нештата одлука која биде донесена на 29 мај во Цирих. Какво време имавме денес и што да очекуваме во наредните денови, погледнете од временската прогноза. Тоа беше се што подготвивме за денес. Ви благодарам на вниманието. Останете со програмата на К3 и имајте убава вечер.